Тогашен селектор беше Ференц или Френк Арок. Новосаѓанец. Новосаѓанец, маđар иначе, по потекло, југословенско име. Значи, он стапи со мене во контакт уште 84-та додека играв за Престон Македонија. Но ми рече, ќе гледам што побрзо мораше се обезбеди, значи не е проблем ја да играм за Австралија, беше проблем мојата државјанство. Јас оти како заслужен спортист на Викторија, мислам, сега јас се извинувам, може ќе звучи како фалба, но тоа се факти. Одма ми дадоа перманент или стална виза и нормално добив препораки од секде, ќе го напредам спортот, само на такви личности даваат. Значи добив одма, кога јас одма го добив тоа, веќе му отворив можност на Френк Арок да почне да се врши моето добивање на државјанство или citizenship што се вика. Најкратко кажано пасош да добијам. Значи јас чим го добив тоа и стигнав во Сиднеј, одма, значи јас стигнав во април месец во Сиднеј, во мај веќе бев селектиран за турнирот како 9 нови лица кои требаше да се бориме дали ќе останеме во поширокиот список на репрезентација која отпочнуваше со квалификации за светско првенство 1986 во Мексико. И само што стигнав јас тука, одма ме избра Арок за тој турнир, беа со клубски сем Австралија, беа клубови, Тотенхем, Васко де Гама и Удинезе од Италија и Васко де Гама. Тука имаш и еден медал од тој турнир. Тука имам медал, ова е медалот. Да. Ние го освоивме првото место. Незванично, според оценките, бев играч на турнирот. Оценките ми беа 9, нешто просечни на сите утакмици. И како таков бев избран во потесниот круг и така почна мојата репрезентативна кариера. На Арок не му беше тешко после да објави дека и Оџаков е во составот на репрезентацијата после тие игри на тој турнир со големи екипи. Да, на тој турнир, значи, звучи нескромно, ама скоро на секоја утакмица играв без да бидам меѓу послабите. И Васко де Гама, значи, игравме во финале, го победивме 2-1, со двата гола на Џон Козмина, нашиот центарфор, по потекло Полјак, али одамна дојден таму. И така почна припремите, значи, таа година, од април месец, Зоки јас се вратив дома на 5 декември, кога завршија квалификациите. Повеќе од пола година со репрезентација. Тогаш бевте во група, подсети. Да, тогаш бевме во група со кинески Тајпај, на наше не знам како би ги рекол, Чајнес Тајпај се вика. Добро, Тајван. Не знам Тајван дали е тоа и ден денеска не сум се потрудил да. Да, Израел тогаш беше во наша група, иако далеку од Австралија, и беше Нов Зеланд. Значи, ние со Нов Зеланд игравме 0-0 кај нив и 2-0 ги тепавме кај нас. Кинески Тајпај ги тепавме 7-0, 8-0. И морам да напоменам дека покрај тоа што играв везен играч во клубовите, тука Арок ме ставаше слободен играч на десната страна, десен бек, ама слободен играч. Да правам што сакам. Можеш и да се сврниш напред, да проиграш. Против тие кинески Тајван, ќе кажам, постигнав 3 гола, значи тие ми се едини званични голови што ги постигнав и еден постигнав, понатака ќе спомнам, против Црвена звезда, кој дојде да игравме со нив 4 утакмици, на незванична, да кажеме, утакмица. Со Израел ги победивме таму 2-1 во Израел и во Мелбурн одигравме нерешено 1-1, но тоа беше се доволно да го освоиме првото место во групата. Добивме соодветна награда за тоа. И требаше да играте бараж. За жал, значи, морам да напоменам цело ова време, јас бев лигата беше аматерска. Што значи тоа?
Значи, сите што играа фудбал, дали во Престон, дали во Кроација или во последниот мој клуб Блектаун Сити, значи сите беа 99%, сем во Кроација неколку души, беа аматери, значи си работеа друга работа и тренира. Јас цело време до 88 бев професионалец, значи никогаш не се осмелив, доека играв за репрезентација, бев професионалец како што бев тука во Југославија, во Вардар. И сакам да кажам, значи ние аматери ни се погоди една Шкотска да играме бараж, каде што имаше многу звучни имиња. Лейтон, голманот, многу познат. Центар халфот, мислам дека се викаше Онил, беше и селектор на Шкотска. Грајам Страхам, сега моментален селектор. Далглиш играше во првата утакмица. Сунес, Грајам исто, Ливерпул, големо. Значи се имиња, звучни. Имиња, огромни имиња. Значи, и јас ќе се осмелам да кажам, сигурно и до ден денеска најдобра генерација што некоја Шкотска имала. Игравме со нив. Значи, првиот надпревар таму го игравте во Шкотска. Покрај сите утакмици одиграни, значи во квалификациите, за жал не знам што се случи. Јас знам, ама нема да кажам пред јавноста, ќе помислат еве сега овој сака да најде причина зошто не играл. Значи првата утакмица воопшто не играв, ја изгубивме 2:0. Значи мислењето и ден денеска не го менувам за Френк Арок, но нешто се случи он со тие две утакмици, беше присилен да настапува така како што настапувавме. Во екипата имавме многу Шкоти и за жал мораа да играт на првата утакмица, но кога за среќа изгубивме само 2:0, направи некои корекции, иначе требаше стварно повеќе голови да примиме во Шкотска, полн стадион, знаеш каква е атмосфера таму. Втората утакмица пак да список си, ама не почнуваш. Да, ја и таму бев на список, нормално, ама не почнувам. Пак изненадување беше и претрпе големи критики Арок. Полн стадион, Олимпик парк во Мелбурн, 35-40 илјади луѓе. Па еве гледаат сега и нашите гледачи снимка од тој надпревар. И малце смешно што ќе кажам, и не е за верување, таа 66-67 минута ме вика Арок, пред тоа се загреав, ми вика уđи и дај 2 гола. Ја му викам, Френк, играме против Шкотска. Има уште 25 минути. Што очекуваш ти? Не е битно. Значи, може би па човекот погоди. Јас имав една, еве, ако се види, поминав неколку души, излегов сам пред гол. Многу ми изненади голманот, што не остана на гол, ми излезе во пресред и морав со клизачи да ја шутнам према гол. Сантим 2 помина покрај голот. Имав и 2-3 шута од далеко, многу далеко, што не е реално да се очекува. Но еден или двата, знам, ги префрли во гол, одеа во гол. Така да, ќе се сеќавам вечно на тие две утакмици. Заврши како што заврши, тоа беше 85 година. Јас ја продолжив мојата репрезентативна кариера се до 87 година. Одигра 13 надпревари официјални за 13 официјални, уште 8 одиграв неофицијални, сега ќе ги спомнам, значи со Чекословачка игравме тогашна Чекословачка, со Црвена звезда игравме Васко де Гама, Тотенхем, Удинезе, така да се вкупно околу 21 надпревар одиграв, од кои 13 официјални. Можев многу повеќе, но релативно, 86-та си дојдов тука малце на одмор, имав некои фамилиарни, среќа се добро се заврши, што не можев да ги направам во здравствени во Австралија, и се добро се заврши. Во меѓувреме морам да кажам 85 година дека имав среќа да бидам во Сиднеј кога се роди мојата ќерка. Во Сиднеј кога се роди 80-та не бев на пат, игравме со Велеш. И дојдов малце да ми испере жена ми тие 2-3 дена и среќа се породи со ќерка ми Моника. И се добро излезе. Се добро испадна.
А на фудбалски план во тие години, па жалиш за нешто, ми спомна, Олимпијадата, Сеул. 87 година имаше Олимпијада во Сеул, нормално ке одев таму, но на утакмица со Кроација се повредив, коленото го повредив лево. Бев консултации, она, требаше да ми препорачува операции, не прифатив. После тоа, како случајност, одиграв со Престон Македонија против Престон Македонија. Морам и ова да го напоменам, за жал имав многу претење, тоа ми беше прв пат да одам од кога го напуштим Престон Македонија. Да играш против нив. Да играм против нив, но председателот на Кроација обезбеди приватно обезбедување. Отидовме таму, ги победивме 2-1, двата гола беа мои асистенции, и тоа е професионализам. Јас не можам да кажам дека ми беше жал, ја веќе играв. Тебе цел ти е голот, топката да влезе во кој против македонски клуб, но тие ме избрка. Брутално ме избрка од клубот. И така да, но после тоа одиграв пак уште една утакмица, коленото не ми издржа. Знам Френк Карок дојде да ме гледа. Игравме за куп, не можев, настапив. Не, се извинувам, игравме против Аделаид Сити и дадов гол, но не можев да ги правам сите движења и ми кажа дека нема да одам на Олимписки игри. Тоа ми е, па не знам, валјда после светско првенство, нели? Не, па сон на секој спортист се знаеме, новинарите да кажеме Олимпијада, дали е фудбал, кошарка, атлетика. Значи, мене ке ми се оствареше, многу реално беше, но ете за прв пат можеби во кариерата бев одсутен, јас за 8 недели се вратив без операција, без ништо, но пропуштив едно од поголемите случаи. А на таа Олимпијада, па Австралија беше виновник, Југославија тогашна да не се пласира во вториот круг. Точно така. Загуби во групата од Австралија 1-0. Баш одлучувачка. Од таа репрезентација во која што и ти требаше да бидеш. Точно така. Беше понатака и селектор на Австралија. Френк Фарина го постигна голот и 1-0 Австралија победи. И сега пак ќе кажам, играв за Австралија до 87 година. Морав да ја напуштам. Се смени раководството на Кроација, морав да ја напуштам таа година, крајот на 87 И одиш во Блектаун. Одам во Блектаун Сити, се такмичеше во втора лига тогаш и Френк Карок ми каже отворено, моје правило е не можам да те зимам затоа што игра за втора лига. И тука расчистив со играњето за Австралија. Голем фудбал. Голем фудбал, да. А футсал, исто така имаш оставувано за репрезентацијата на Австралија, дури и на светско првенство. Да, 88 година, и тоа 31 декември, пристигнавме во Холандија. Ахен се викаше, Атхен местото, кај што бевме сместени, тоа близко таму до граница, и бев избран за мал фудбал. Прво светско првенство, 88 година, настапував, ги одиграв сите утакмици. За жал... Ти си првиот и досега единствен македонец што настапил на футсал светско првенство. Не го знаев тоа. Бевме трети во група, не бевме меѓу првите две екипи, немавме големо искуство. Сите бевме избрани од големиот фудбал, зашто тоа беа почетоци. Ете, значи ќе остане како податок до ден денеска дека благодарејќи на тебе јас да дознам дека сум првиот и досега единствен што играл за таа футсал светско првенство. Потоа кариера во Блектаун како течеше втора лига, имаше амбиции некои за влегување во прва па и во таа националната лига и во тие моменти што помислуваше? Дали можеби повторно не се врати во мислите каде што почна во Австралија таму и да завршиш кариерата, мислам на Престон Македонија? Затоа што и таму се менува луѓето и односите. 87, значи играв за свесно, прифатив, зашто морав од принципиелни причини, значи не беше од финансиски, но од принципиелни причини со новото раководството на Сиднеј Кроација ја напуштив и
и наплатија доволно многу пари, но клубот каде што заминав одлучи да плати, иако ја инсистирав да не, чак и ќе ја прекинев кариерата, за да не им плаќат обештетување. Тоа беше незапамтено за австралиски услови обештетување, но они го платија, се сложија клубот и морам да кажем и за таму дека сум прв странец што играл во тој клуб, обично се играле енглези и шкоти, но бидејќи бев репрезентативец, они ме прифатија и почнав да играм, беа во втора лига, експресно се вративме во прва лига, пак нескромно ќе звучи, но благодарејќи на мене играв фантастично, продолжив и таму да играм. Голови, слободни удари, се што ме красеше до тогаш во Австралија, ме красеше и последните 3 години од мојата кариера. И криво ми е сега што многу рано, на 34 години, ја завршив кариерата, имав покани и можев да продолжим понатака. Одиграв 3 солидни години таму и на крај на кариерата ми приредија, како што кажа, Вардар не ми даде ни едно цвеќе, за 3 години играње таму, значи ми приредија невидена опроштајна вечер, каде што беа поканети сите и од репрезентација, и играчи, и тренери, многу луѓе, играчи, и стварно немав појма дека нешто се случува. Бев изненаден кога се случи тоа вечерта, многу емоционално тоа го преживеев. И добив отворена покана од нив, значи да останам во клубот како тренер или како дел од нивниот борд. Да. Но нормално јас веќе бев одлучен да се вратам, што сега ќе кажам, тоа беше грешка голема. И сега во Блектаун се случи нешто неверојатно, каде што, значи, од 90-та година ние бевме за испаѓање. И игравме последно коло против веќе шампионот на Австралија, Аделаид Сити. Водевме 2-0. Ни изедначија 2-2 и ние со 2-2 испаѓавме. Само победа. 87 минута, 30 метри, слободен удар. Јас со тренерот бев скаран, тоа е прв пат и последен пат во животот, никад сум немал работа со тренери. И он ми вика, влегува во терен, Оджи, ме вика Оджи во Австралија. Шутирај ти, оти му бев лют, ја викам, не шутирам, се расправаме, како деца. Ајде, одлучев да шутирам, за среќа моја и за клубот, дадов гол. Ги победивме 3-2, значи имам благодарница од клубот, ме наградија и финансиски за тоа нешто што не мора, тоа мене ми е должност, ја да го изведам слободниот удар, не ми е должност да дам гол. Ти не помислуваше дека ќе бидеш премиран за тоа. Фала тоа. Богу. Да останете во лига. Да, и тоа се случи, и така го напуштив Блектаун. Еве, и така... Жали што не остана таму, бидејќи имаше Многу ми е жал што не останав. Затоа што веќе ти во Австралија се од домаќе, долго време беше. Да, бев, и што најбитно бев ценет, значи имав отворена понуда, како што реков, од клубот, а од репрезентацијата, односно од Федерацијата Австралија, имав отворена понуда ако сакам да работам во тогашната академија во Камбера како тренер со млади категории. Ти не прифати ни тоа, Па ја не прифатив ништо, затоа што ја им сообщив на сите дека се враќам дома во Македонија, во која бев заљубен. Та и дојде овде, меѓутоа сега ќе те прашам, ти во Македонија, спомна на почетокот, беше среќен кога Вардар беше 6-ти во лигата, а таму имаш освоено титули во Австралија. Колку? Паметиш? Па титули Престон Македонија. Значи со Престон Македонија немам титула, но водевте до пред крај, на крајот најголемиот успех се направи до ден денеска. Оти сега не дека ја отидов, не е битно, али атмосферата се расипа после моето одење од Престон и клубот полека пропаѓаше. Па и сега не знам дали кај се такмичи. Да. Беа втора лига, па се враќа и така. Со Кроација освоив, еве, тука се медаљите, значи 2 шампионски титули и исто тука има, еве, Ампол куп се викаше тој, го освоивме и купот, значи имам 3 титули. Бев кандидат, за жал, тешко беше
иако добро настапував македонец да стане најдобар играч, второ место земав, бев на таа прогласување на ранг листата. Во Викторија бев најдобар. Исто така како што спомнав за репрезентација на Викторија, играв и за репрезентација на Нов Јужен Велс во Сиднеј и покрај ова футсал и покрај репрезентација. Тоа е сега за репрезентацијата на Македонија, нели таму и селеничките овие репрезентации имаат и светско првенство, има и слика тука една. Има ќе ја видат гледачите, има повеќе слики каде што го дигаме пехарот. Значи во Австралија беше секоја година се играше етнички куп од значи од таа 87 година се настапуваше како Југославија. Значи таа 87 година ни дозволија Австралиската федерација, организаторот на тој турнир да настапиме како Македонија. И мене ме одбра не се бунеа или ништо? Не, немавме проблеми бидејќи тоа беше на ниво на Австралија, се одлучува федерацијата и не дозволува мешање на. Иначе имавме проблеми, вака да напоменам само, Македонија со Хелас и со Хајделберг, тие беа две, едната беше скроз грчка, другите беа мешани и ги викаа пушкари тие Хајделберг. Имавме со нив проблеми кога настапувавме, имаше и тепачки, имаше и такви работи, додека па кој играв за Кроација имаше проблеми со српските екипи. И не е важно, значи таа година етничкиот бев избран за селектор и играч. За жал одиграв само една утакмица и клубот што тогаш потпишав Блектаун ми забрани за да не се повредам, им беше страф и морав тоа да го почитувам, да, осигурување бара што не можеше да се плати. И ги победивме сите се до финале, во финале имавме Аргентина, победивме 7-1 во финалето. Имавме многу јак состав, во тој состав, значи, мои колеги од тогашна Југославија и од Вардар, Златко Настевски и Владо Тортевски настапија и имаше другите Пиловски и ред други. За првите двајца што ги спомнав, знам тие остана и ден денеска се таму. Да. Они дојдоа 86 година, играа за Рокдал и Линден, каде што јас бев тренер сега 2007-2008 кога бев приватно во Австралија. Тоа е во Сиднеј, на населба Рокдал. Тоа е прва лига на Нов Јужен Велс и они дојдоа тогаш и останаа до ден денеска, што на некој начин им завиду што остана. Значи го освоивме тој што не се памти, ама имавме јак состав, го освоивме, што беше на голема радост на цела македонска популација што живееше во Австралија. И така, еден убав момент. Жарко Џаков, ние се познаваме уште како деца, буквално во смисла на зборот. Заедно почнавме во пионерската младинска школа на Вардар, што значи една година игравме заедно во пионери, потоа 3 години игравме заедно во подмладокот на фудбалскиот клуб Вардар и заедно, да не кажам, во истата година и влеговме и потпишавме договори во професионални договори во првата екипа на Вардар. Така да многу добро се познаваме, што се однесува него како човек, се би кажал суперлативи, професионален, честен, поштен, буквално целиот одан во фудбалот. Инаку, такви фудбалери како што се од Џаков, тие се безвременски фудбалери, значи што значи ако можеле да играле пред 30-40 години, тие може да играат и во денешниот фудбал. Жал ми е што од една страна драго ми е што сум играл заедно со него,
Од друга страна ми е жал што кариерата негова во нашиот простор овде не се одвиваше на начин кој со твоите квалитети заслужуваше. Но што се вика, што се вели дека квалитетот кога тоаш ќе излезе на виделина и мислам дека направи една одлична кариера во Австралија. Таму одигра доста скоро во едно 3-4 клуба кај што играше во Австралија и не треба да забораваме дека беше и репрезентативец на Австралија. Честитки за неговата кариера, сепак мислам дека се добро ќе беше да таа кариера што изгради во Австралија да изградеше и овде во Македонија. Ја обработивме и Австралија, настапите таму, доживувањата, репрезентацијата. Сакаше Може ли да те прекинам само што се гордеам со тоа, 85-та, значи освоивме прво место со Австралија. Еве имам тука и слики, и поканите и се. Мислам так момент што ретко кој може да си го доживее. Како репрезентација бевме поканети на прием кај кралот и кралицата на Енглеска, Елизабета. Кое е прво место? За кое е прво место? Во квалификациите, во групата. Во групата, кога Во бевте групата, први пред оној месец со Шкотска. со Шкотска, да. И ете, тоа ми е едно убаво сеќавање што бевме на тој прием како селекција и што е најинтересно, оти протоколот ни го кажа, ние стоевме, имаше црвен тепих како квадрат, ние стоевме ван каде што се движеа кралот и кралицата, односно кралицата и он не е крал, како се третираше, не знам, војвода или не е битно. Ајде, сопругот на Сопругот, кралицата. така, сопругот. И ако не ти се обратат, не смееш да прозбориш. И сега, бидејќи ние бевме групата во оддело од репрезентација, они застанаа тука и за некоја среќа од сите австралијанци Кај тебе? ни се обратија на мене и на жена ми. И не имаше и во новина, и сите тие работи. Ете, сме имале среќа ја и жена ми. Тоа е еден убав момент што се сеќаваме. Прозборе со кралицата Елизавета. Да, па не праша што значи, што облека е ова, што дело, и кажавме кој дел сме, од што сме, зошто сме тука и така. Да, Многу убава работа. Тоа е убава вака прилика да се биде близу до кралското семејство Точно и така. И ти од Австралија се враќаш која година? Па 90-та година во април месец, памтам и тоа, 26 април. И овде сега како се движи твојата кариера? Еден период дојде во Вардар, еден период беше на младата репрезентација до 21 година. Да, 91 веднаш ми се укажа прилика да бидам тренер во Металург. Тогаш веќе се правеше распадот и веќе распадот транзицијата се правеше фати. во таа транзиција. Првите 7 екипи во тоа такмичење ќе влезеа во прва лига тогашна македонска. И двајца кандидати, Джиджи Никола Илиевски и јас бевме кандидати за Металург и некако се договоривме джентлменски кого и да изберат, другиот да му биде помошник, го избра него. Му станав помошник, за жал многу кратко се задржавме таму. Иако бевме, колку што се сеќавам, може би и први, но некои моменти се случија, Джиджи остана, мислам, одлучи да си оди, иако бевме ептен успешни, ми понудија да останам на негово место, одбив, мислам, мене тоа, принципите така ми кажуваат да постапувам, и карактерот мој, затоа што ја реков, јас дојдов со Джиджи, не можам, сега ќе испадне дека сум му работил. Оди, тој одам и јас. И после ти кај одиш? После тоа веќе едно 5 години ништо не работевме. Јас лично не работев ништо. Се посветив на школување, да завршам виша школа на фудбал во Белград. Да, таму завршив, 97 година дипломирав, јас и Ѓоре Јовановски заедно, Бранко Петровски, после нас или со нас и Джиджи дипломираше и имавме едно пемпеле што беше многу јако. Да, ти отвораше врати за да работа на секаде. 96-та на изненадување мое големо од Кире Дојчиновски добив покана да му бидам асистент покрај Ѓоре Јовановски и Ѓоргиев, Благоја, тренер на голмани.
Ми беше чест да работам со Кире и да учам од него и многу нешто научив, иако кратко Говориш бевме. за Вардар. За Вардар, да, 96-та. После тоа, 97 година, Раде Чапаревски, доктор, специјалист, Да. долгогодишен успешен играч на Вардар, Вардар. член на управен одбор, председател на лекарска комисија и многу други работи. Без моje знаење ме пријавил таму во ФСМ тогашно за селектор. Од кога дознав, го замолив, не ќе да се бавам со тоа, мислев дека се уште рано, го замолив, но Раде имаше многу смисла за хумор покрај многу добри квалитети. А не се кире, вика, им кажав да те избришат. И јас, да, викам, нема проблем, ама после некој време Добиеш покана. ме викаат, добро, викам, бе, Раде, ајде, вика, оди таму. И така, 97-ма почнав да ја правам, да станав селектор и почнав со селекција 82 година, родени фудбалери. Многу селекции правив и тогаш одбрав две момчиња помлади од 83 година, кои многу ми се бендиса, и тоа на селекција што ја правев во Штип, и тоа беа од кој едниот, за жал не двајцата, само едниот, остана бисер на македонскиот фудбал, тоа беа Стојков, Аце и Горан Пандев. Да. Значи, нив ги избрав да бидат во склоп Да, на постарите. После И со мене видовме кој остана- до каде стигна Да. и сега и сега нив докаде како генерација 82 ги водев одреден период, настапувавме на едно-две, значи трето место ни беше и најголем успех. Имавме така, но континуитетот си дојде до израз и се заокружи со 83-та и 84-та година. 84-та имаше меѓу нив Дарко Тасевски, маđарски како голман и така настапуваше и за репрезентација. Сите овие што ги спомнав горе-доле настапува за репрезентација. Значи, со 83-та, 4-та имавме квалификации за Европско првенство во Финска, со Азербејџан и Финска. Значи, победивме двете утакмици, освоивме прво место, до лани, значи, беше најголем успех на македонскиот фудбал, но за жал, како што беше со Австралија баражот, за жал... И тогаш во бараж. Да, и сега, за жал, Шпанија ни падна. И бевте елиминирани. Првата утакмица ја игравме во Струмица, публика полно. Ке дојдам до тој момент додека бевме равноправни со шпанците, 1-1 прво полувреме. Значи, оповедо 1-0 и ме изедначивме 1-1. Што се случи? Трагедија за нас. Горан Пандев, 44-та минута го доби вториот жолт картон, црвен картон. без Пандев, без играч. без играч. Значи, трагедија. Против Шпанија, второто полувреме го изгубивме 2-0, 3-1. Мене ме казнија затоа што судијата направи многу грешки и сакав само да го прашам зошто, како. Не е битно, во Шпанија, за жал, уште поголема трагедија за нас, настапуваа Иниеста и Торес. Тие ни дадоа таму 4 гола. 3 Торес, 1 Иниеста. Но сепак беше успех за таа генерација и јас сум пресреќен што многу од тие 82, 3 и 4, да не кажам скоро сите, станаа репрезентативци на Македонија, каде што јас немав мог, но се потврди мојата работа дека била исправна. Станав потоа, благодарики на тоа, селектор на млада репрезентација. И тука ги изгубивме, тука морам да бидам поштен, против Чешка, против Турска и против Португалија ги изгубивме утакмиците, но настапував со не моја млада репрезентација, затоа што Джиджи ми ги зема сите во а не настапува, тоа е друга приказна, но чак мислам дека и поразите, трите порази во млада репрезентација не беа причина што мене тогашниот Хари Хаджиристевски, буквално ќе кажам, ме избрка.
тоа беше лично, оти јас дадов некои изјави пред тоа за него, дојка беше член на управен одбор, ова се детски муавети, но тоа беше причината што И тука ти заврши со работката со фудбалската федерација. 2003 година, не само со федерација, тука заврши мојата фудбалска кариера како тренер. Бев разочаран од фудбалската федерација на Македонија, што така постапи против мене. Добро, чувствувавме дека нешто се случува со тебе, меѓутоа ти си таков човек некако криеш во себе. И ме погоди што УЕФА тогаш воведе, не сакав да се уклучам, што УЕФА воведе, ги поништи нашите виши школи за фудбал, требаше да воведе лиценци, подиш преку едукативниот центар. Да напоменам дека ја завршив сега пред 10 дена, бе лиценца, еве сега на есен ќе запишам ја лиценца. Па ќе тераш и до пролиценца. Не, пролиценца нема да одам, одма кажувам, затоа што колегата ми е со пролиценца, може погодуваш кој е, нема да ја кажам, и ако дае Господ, може заедно да одиме негде екипа, да. Во странство, претежно во странство, не тука. И тоа е тоа, далеко сум од фудбалот. Добро, Жаре, ама ти убаво ја раскажа твојата спортска, фудбалска, би рекол, биографија. Особено интересни моменти се оние во Австралија, настапите за репрезентацијата на Австралија. Тоа не е мала работа, еден наш човек да игра за една репрезентација, за една странска земја, посебно за една Австралија, каде што има и голем број наши луѓе, македонци, па и тие веројатно во тие моменти беа горди, кога ќе се сретнат со комшиите и ќе кажат, нашиот човек играше, ги бранеше боите на Австралија, имаш убави доживувања, имаш добри резултати, избран за најдобар фудбалер таму во Викторија, меѓу најдобрите во Австралија, па што може човек да посака повеќе? Имаш една успешна кариера, меѓутоа ти тежи осеќам, чувствувам на срцето што оние игри што ги прикажуваше во Австралија не ги прикажа во Вардар. Да. И тоа е тоа, меѓутоа секој човек си ја наоѓа средината и ако ја погоди, тогаш се е окей. Две работи само ако може на кратко. Значи, кога потпише за Сиднеј Кроација, му се налутија малце на председателот, но он вика, чекајте, ќе видите. И што се случи? На секој, тамо, значи, испод 10 или толку собираше, немаше на утакмица. На секој, они вршија испитувања, анкети или што знам што, истражување, на секој утакмица имаше 2 до 3 македонци. И он на крај им кажа, видете ви, кој го плати, вика, пак неговите, вика, го платија доаѓањето негови трансферот. И сите, вика, вложувања. И што се случи, например, од Македонија дојка игра за Вардар, немав, сем што можев да одам, имав понуда за Австрија, од тогашниот Зоки Смилевски играше во Австрија, од него добив, не се оствари, не е битно. Значи, можев да одам во некој од нашите клуби. Во Австралија се случи, значи, да имам понуда за во Грција да одам. Игрите добри и така, ете и тоа беше еден куризиотет, но не се оствари, некој потпишал за помали пари и така да можеше се случи од Австралија да дојам дома, блиску до дома да играм фудбал. Па добро, ајде еве сега, времето е пред тебе, можеби ќе те видиме на кормилото на некоја екипа или репрезентација. За нашите гледачи на крајот да кажам дека тоа беше нашата фудбалска легенда Жарко Оџаков.